Бегство. Шталата беше пространа и многу стара. Мирисаше на сено и мирисаше на гној. Мирисаше на потта од уморните коњи и убавиот благ здив на трпенливите крави. Честопати го имаше оној спокоен мирис. Не баре никакво зло не ќе му се има случено повторно на светот. Мирисеше на жито и на узди и на катран и на гумени чизми и на ново јаже. А кога ќе ја дадеа на мачката глава од риба, шталата мирисеше на риба. Но главно мирисеше на сено, зашто секогаш имаше сено горе, во пространиот дел од јаслите. И секогаш долу имаше фрлено за кравите и за коњите и за овците. Зиме, кога животните го поминуваа најголемиот дел од денот внатре, шталата беше пријатно топла, а лете пријатно ладна. Кога ширум ја отвараа големата врата за рацувка, шталата имаше стаја за коњите, јасли за крави, пондила за овците, кочина за Цанко и уште многу други работи што се наоѓаа по шталите. Скали, точила, вили, коњски клешти, коси, косилки, лопати за снег, рачки за секири, кобилиња, ведра, празни вреќи за жито и регјосани стапици за глувци. Баш во ваква штала ластовиците сакаа да си прават гнезда. Баш во ваква штала децата сакаа да си играат. А целата беше собственост на војкото на Темјаника, Томе С. Бимбиловски. Новиот дом на Цанко се наоѓаше близу до кравите. Знаеше дека гноиштето е добро, местото за гоење на праси беше добро. Прасињата си бараа топло, а беше и удобно тука на јужната страна од шталата. Темјаника го посетуваше скоро секој ден. Таа најде едно старо, триножно столче и го смести во пондилата веднаш спроти кочината на Цанко. Тука, во тишина ги поминуваше долгите попладневни размислувања и случајно, мислејќи и гледајќи го Цанка. Набрзо, овците добро ја запознаа и веруваа. Истото го сторија и гуските што живееја заедно со овците. Сите животни веруваа. Толку беше таа кротка и мила. Бимбиловски не ја дозволуваше да го шета прасето ни да влегува во неговата кочина. Но затоа и дозволи на Темјаника да седи на столчето и да го гледа прасето колку што и душа сака. Беше среќна што можеше да биде во близина на прасето, а и Цанко беше среќен што таа седеше веднаш тука, спроти кочината. Но тука завршуваше се. Повеќе немаше прошетки, возења, капења. Едно јунско попладне, кога наполни 2 месеца, Цанко излезе од дворот пред кочината. Темјаника не беше дојдена во посета. Цанко стоеше на сонцето осамен и безволен. Овде нема што да се работи, си мислеше. Полека се докланка до копанката и продушка да не останало нешто од ручекот. Најде лушпа од компир и ја изеде. Го чешаше грбот, па се навали на оградата и почна да се шеша од штиците. Кога се умори, влезе внатре. Се качи на гноиштето и седна. Не му се спиеше, не му се риеше. Мачно му беше да стои, мачно му беше да лежи. Немам ни 2 месеца, а веќе ми се смачи од животот, рече. Повторно излезе во дворчето. Кога сум овде надвор, рече, нема каде да одам освен внатре. А кога сум внатре, можам да дојдам само овде надвор. Баш тука грешиш, пријателче, баш тука, рече еден глас. Цанко погледа низ оградата и виде една гуска. Не мораш да се врткаш само во тоа мало валкано и мало валкално дворче, рече гуската, зборувајќи мошне брзо. Една штица е лабава, турнија излези. Што? Рече Цанко, повтори полека. Ризикувајќи, да, се повторам, рече гуската. Ти предлагам да излезеш. Овде, надвор, е вистински рај. Рече една штица е лабава? Реков, рече гуската. Цанко отиде до оградата и се увери дека гуската имаше право.
една штица беше олабавена. Ја наведна главата, ги затвори очите и турна. Штицата попушти. За секунда се протна низ оградата и се најде надвор во бујната трева. Гуската заштрака. Па како е на слобода? Праша таа. Ми се допаѓа, рече Цанко. Не знам, може ми се допаѓа. Всушност, Цанко се почувствува чудно кога се виде сам, без оградата што стоеше помеѓу него и широкиот свет. Каде е најдобро да одам? Кај што сакаш, рече гуската. Ри низ овоштарникот, копај трупки низ бавчата, вади се што ќе стигнеш, гризи трева, барај пченка, овес, барај, трчај, рипај, играј, скокај, мини го овоштарникот, скитај низ шумата, светот е маѓевсно убав кога си млад. Гледам, рече Цанко, потоа подскокна, се изви, потрча малку, застана, погледна наоколу, го продушка мирисот на попладнето и тргна низ овоштарникот. Застана под сенката на една јаболкница, ја зари силната рилка во земјата и почна да копа и да корне. Сети голема радост. Успеа да изура една мощна голема бразда пред да го забележат. Прва го виде Томевица. Го здогледа од куинскиот прозор и веднаш свика по мажите. Томе, викаше, прасето, Илчо, прасето избега. Томе, Илчо, а сега се запраша Цанко. Тешко мене. Гуската го чу викотот и почна и самата да вреска. Трчај, трчај, трчај кон шумата, викаше таа по Цанко. Никогаш нема да те фатат во шумата. Препелничарот ќе дошишка вознемираноста и истрча од шталата за да го приклучи во потера. Бембиловски ја чу вревата и излезе од просторијата каде што го правеше еденалот. Момокот Илчо ја слушна виконтницата и излезе од леите кај што ја плевеше тревата. Сите тргнаа кон Цанко, а Цанко не знаеше што да прави. Шумата му се виде многу далеко, а и така никогаш не бил таму и не знаеше дали ќе му се допадне. Илчо, дојди му заткрб, рече Бембиловски, и потаре го кон шталата. Само полека и сусул, јас ќе донесам помија. Веста за бегството на Цанко брзо се рашири меѓу тукашните животни. Секогаш кога некоја од нив ќе побегнеше од шталата на Бембиловски, веста се ширеше како чума. Гуската и довикна на првата крава дека Цанко е слободен и наскоро за оваа дознаа сите крави. Потоа една од кравите и кажа на една од овците и наскоро знаеа сите овци. Ќекнињата ја научија новоста од своите мајки. Кога го чу врескотот на гуските, коњите ги начулија ушите. Наскоро сватија зашто станува збор. Цанко е слободен. Сите животни се избребија и ги кренаа главите, се возбудија од сознанието дека еден нивни пријател е слободен и повеќе не е во кафе со оклонник на себе. Цанко не знаеше кој пат да го фати, на каде да бега. Му се чинеше дека цел свет тргнал по него. Ако вака изгледа да си на слобода, си помисли, тогаш поарно е да ме затворат во моето дворче. Препелничарот му се прикрадуваше од едната страна, момокот Илчо од другата. Томевица стоеше подготвена да му се попречи на патот ако тргне кон градината. А сега Бембиловски му приоѓаше со кофа во раце. Ужас, си помисли Цанко. Зошто не доаѓа Темјанка? Почна да плаче. Гуската ја превзела командата и почна да издава наредби. Не стој ко здрвен, тргнувај, викаше. Бегај натаму, трчај кон мене, ваму таму, кон шумата, цик-цак. Препелничарот сакаше да го зграби Цанко за ногата. Бембиловски викна по Илчо. Гуската по Цанко. Цанко се протна помеѓу нозете на Илчо. Илчо го промаши Цанко и место него го фати препелничарот. Одлично, викаше гуската. Пробај пак. Бегај надолу, рекоа кравите. Трчај кон мене, викна гусакот. Бегај нагоре, вреска овците. Цик-цак се дереше гуската. Скокај, играј, рече петелот. Пази, Илчо, викнаа кравите. Пази, Бембиловски, вресна гусакот. Пази кучето, викаа овците. Мене слушај ме, се дереше гуската. Кутриот Цанко се збуни,
се уплаши од оваа викотница. Никако не му се бенди се што е во центарот на целата оваа бркотница. Проба да ги следи упатствата што му ги даваа пријателите, но не можеш истовремено и да трча нагоре надолу и не можеше да оди цик-цак во исто време и да скока и да игра, а уште и плачеше толку силно што не можеше да види што се случува. На крајот на краиштата Цанко беше многу млад, не постар од едно обично бебе. Посака да ја овдете Мјанка, да го зеде в раце и да го смири. Кога го крена погледот и го виде Бамбиловски тука близу до себе со кофа, топла помија, одеднаш молесна. Ја крена рилката и нушна. Мирисот го ошамоти. Топло млеко, лушпиот компири, трици и остатоци од појадокот на Бамбиловски. Кот, кот, го варбеше Бамбиловски. Кот, кот. Цанко направи чекор кон кофата. Немој, 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 рече гуската. Тоа му е стар што со кофата. Не паѓе на него. Не паѓе на него, ќе те зароби. Зароби. Те фаќа на глад. Цанко не ја слушна. Веќе му течеа лиги низ устата и направи уште еден чекор кон кофата. Кот, кот, велеше Бамбиловски со кроток глас. Полека тргна кон дворот од шталата, гледајки невидливо наоколу. Небаре не знаеше дека малото бело прасе трапка по него. Ке зажалиш, 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 викаше гуската. Цанко пак не ја слушна. Само ганзаше така по кофата помија. Ке ти оди слободата во петлите, вресна гуската. Еден час слобода вреди повеќе од каца помија. Цанко не ја зауши. Кога Бамбиловски стигне до кочината, се качи по оградата и ја истури помијата во копанката. Потоа ја тргна лабавата штица од оградата и се отвори широк отвор на кој што можеше да се промни Цанко. Размисли, размисли, викаше гуската. Цанко не ја башарамеше. Се промна низ оградата и влезе во дворот. Дојде до копанката и со дрчност почна да го гуши млекото и да ја шлапка помијата. Убаво беше да си пак дома. Додека Цанко јадеше, Илчо зеде чекан и шајки и закува штица на старото место. Потоа, со Бамбиловски се навалија лежерно на оградата, а Бамбиловски со еден стап му го чешеше грбот на Цанко. Убаво прасе, рече Илчо. Уште поубаво ќе стане, рече Бамбиловски. Цанко ги чу зборовите на пофалба. Го чувствуваше топлото млеко во стомахот. Ги чувствуваше пријатното чешење по грбот. Се чувствуваше среќен, смирен и желен за сон. Имаше заморно попладне. Иако часот беше само 4, тој сакаше да си легне. Навистина сум премлад за сам да тргнам по светот, си рече пред да заспие.